Јавната обвинителка Лилјана Спасовска излезе со спротивно барање на јавната седница во Врховниот суд за случајот Монструм, од она што основното јавно обвинителство го имаше подготвено како обвинение во предметот. Кој е вашиот коментар за ваквата драстична промена на ставот на обвинителството? Па ја не знам која е причината за ваквиот став. Прво за мене е битно што ваквиот став и наводите кои ги изнесе државниот јавен обвинител, бидејќи овој јавен обвинител е сега во овој момент веде државен јавен обвинител на Република Македонија, само по себе има своја тежина и најверојатно дека јавното обвинителство има своји причини поради кои ги истакна таквите наводи. Меѓутоа, се работи за суштинска работа, односно во таквите наводи се отвараат многу сериозни прашања околу правната валидност и подобност на доказите кои се изведени, и второ прашање што за мене е битно, што тоа доаѓа и се поставува како прашање токму од јавното обвинителство кое врз основа на тие докази го поднело обвинителниот акт и сметало дека врз основа на тие докази е правно издржан и основан обвинителниот акт, односно обвинението кое е поднесено према тие лица. Ја не би сакал да шпекулирам, веќе во мојата изјава кажав дека не сакам да верувам дека сето ова има некаква политичка димензија, бидејќи сметам дека ни една од политичките елити верувам во тоа дека нема интерес да ова го употребува за некои собствени интереси, затоа што, повторувам, нема човек поаѓајќи од мене во Република Македонија што не сака да се дознае дефинитивно правната развршница, но без било какви дилеми правни и шпекулации во јавноста. Но за мене е повторно дискутабилно што сега во оваа фаза, значи во трет степен, се доведува во прашање, значи подобноста на доказите и истите се доведуваат во конотација со наводно нелегално прислушкувани телефонски разговори, и во таа смисла сметам дека е крајно време да и специјалното јавно обвинителство и државното јавно обвинителство заземат единствен став и конечно да отворат истрага, односно да ја испитаат во тој дел значи состојбата по однос на прислушкуваните телефонски разговори, бидејќи сметам дека ако тоа не се направи, шпекулациите во јавноста и разните дилеми кои во јавноста се појавија во врска со овој трагичен настан ќе останат и понатаму. Вие водевте истрагата, ги сослушувавте и сведоците, заштетениот сведок, еден од обвинетите кој што сега претходно беше сведок, може ли да се каже дека има сомнеш на сето тоа? Во која смисла сомнеш? Во однос на сега сомнешта што ја објавува обвинителката на доказите. Сомнежот го истакнува во своите наводи државниот јавен обвинител, не јас како судија. Значи, истражната постапка е една работа, процесот на судење по правосилност на обвинителниот акт е сосема друга работа, но имаме евидентна состојба дека дури во трет степен се истакнува ваков приговор, односно се предлага конкретно да се уважат жалбените наводи на одбраната од причини кои ги наведе сега државниот јавен обвинител. Тогаш беше поинаков начинот на водење на постапката. Колку може тука да имало некои влијанија, бидејќи МВР ги прибираше доказите, не беше обвинителството да ја води постапката и тоа да дава насоки на... Може ли да осуетите? Сите не сум јас тука да осуетувам ништо. Меѓутоа, сите докази кои се доставени
во истражниот одел за организиран криминал и корупција сите докази се предочени и на обвинетите и на нивните бранители. Од причини што се работеше за чувствителен предмет. Значи сите действија, најбитните действија по моја наредба се аудио и видео снимани. Што значи од таму може да се извлече заклучок и доколку се направи увид во тие снимки, ќе се види дали некој на некого вршил притисок, дали се изведени сите докази, на кои денеска се става знак прашање.